Дали судницата се претвори во струшките вечери на поезијата? Дали зборовите треба да ја покријат смртта на нашите деца? Ова се главните прашања кои што ги поставија родителите на денешниот 32 марш за ангелите, кој што се одржа низ Кочанските улици. Со неизмерна болка на лицата, со солзи на очите и со наведнати глави, родителите на загинатите од кобниот 16 март повторно на марш за ангелите. Велат, тука не сме од политика, туку затоа што правдата се уште ја нема. Потенцираат, веќе 2 рочишта поред гледаме и слушаме исто сценарио. Може да се помисли дека децата не загинале, пожар немало, дека никој не е виновен и дека трагедијата била случајна. Но вистината е сурова и тешка. Нашите деца изгореа живи, во чати и во паника, со крикови за помошта што никој навреме не ги слушна. Гледаме како сите ја префрлаат топката еден на друг и како сите бегаат од одговорност, а никој не застанува исправено пред вистината. Потенцираат родителите и прашуваат како е можно денес сите да се ненадлежни, а децата да се мртви. Додека тие се правдат, ние ги броиме деновите без нашите деца, ги броиме празните столчиња дома, ги броиме родендените што никош повеќе нема да ги славиме. Ги броиме фотографиите што застануваат единствен спомен за нас. Овој марш не е против државата, туку за државата да почне да функционира, порачаа родителите. Жената во црно. Жената во црно на клупа седи и безброј солзи реди. Сликата ја гледа на својот син свеќа пали. Белиот мермер на сонцето блеска, жената во црно силно вреска. Гробот втор дом и стана и секој ден таму чека, дома нема кој да ја пречека. На гробот постојано седи и ништо веќе не и вреди. Има едно место со слика, место на ангелите се вика. Секој ден колона од народ оди, кон патот на алејата на ангели води. Инаку, следното рочиште е закажано за 10 декември, а ден предходно во вторник на 9 декември пак треба да се одржи анкетната комисија во собранието, на која всушност треба да бидат лоцирани системските пропусти кои довеле до тоа да се случи трагедијата. Ние не бараме одмазда ниту крв, ние бараме само едно, а тоа е правда. Со овие зборови, родителите повторно по 32 пат ги потсетија институциите за прерано згаснатите 63 млади животи во Кочанската дискотека Пулс.